Сега е време за нашата гостинка, секогаш добродојден психолог Мирјана Стојановска. Добро ви утро. Сите си имаме маки, имаме многу прашања кои што ги поставила до вас и прашања што ги поставуваат и гледачите. Еве за таа нашата необична особина да чекаме туѓи грешки. Во првиот дел зборувавме за коцкањето, минатата година 800 милиони евра се потрошени во Македонија на коцкање, но разбрав дека имате конкретна тема за одредена категорија на наши граѓани, а тоа се онколошките пациенти. И предпоставувам дека уште повеќе имаат потреба од вас, особено по сите оние немили настани кои што се случуваат на онкологија, но разговорот ќе го препуштам на Сузе. Благодарам многу, Искра. Добро утро официјално и од мене за вас. Мими, долги години сте на медиумите, долги години сте помеѓу пациентите, помеѓу народот и често пати од вас е задоволство да се чуе било каква препорака, психолошка подршка, совет и се она кое низ пракса имавте можност сите овие години да го споделувате јавно. Не речи си да не постои семејство каде нема пациент со некаква диагноза, кој што не ги сретнал оние загрижени лица, походниците низ онкологија, но еве вашава работа во таа насока покрај се останато започна со една ваша иницијатива и еден проект од пред повеќе од 7-8 години, така нели? Да, тоа беше идеја на една наша колешка која беше на лечење, нели, како онколошки пациент, и она го поведе сето тоа. Јована ме покани мене да ги водам групите, почнавме со групите, за жал многу брзо Јована почина, ама незиното остана да се живее, се разви. Аманетот остана. Аманетот остана. И навистина се развива една многу убава работа. Се создади група Љубов сме, која е многу посетена, со многу членови. Видов дека и други групи има, Канцер победници, па мислам баш онака една голема поддршка за пациентите. Имавме дури еден голем проект кој го работевме на онколошката клиника. Тогашниот министер Филипче се сложи да, кога му го покажав проектот што го напишав, што ќе работиме, он рече оди работи. И директорот што беше тогаш Нино Васев, он ни ги отвори вратите, рече слободно правите. Што сте намериле, ова што сте напишале е добро. И така имаше, значи, долг период ние работевме во собите, директно со пациентите кои лежат таму, или за хемотерапија, или за радиотерапија. Во дневната болница оние што доаѓаат за радиотерапија, оние кои не лежат во болниците, ние направивме група надвор. Така беше многу интензивна работа. Таа година беа 9 психолози вклучени од комората на психолози. И после тоа, кога тој проект заврши, продолживме ние да работиме со групите. На онкологија се отвори кабинет за психолог. Создадовме, нели, цел еден прирачник како треба да се работи со пациентите, со кого што, кои алатки може да се користат, тестови кои даваат една така поширока, подлабока слика за тоа каква е личноста со која што работиме. Поддршката беше и за семејствата на пациентите. И од тогаш до денеска постои таа група. Нешто во последниве месеци тоа малце се стиша, зашто јас имав многу работа. Работата е во тоа што сепак не добивме доволна поддршка од системот. Значи, сета работа беше волонтерска, со потоа многу помош и од самите пациенти, кои меѓусебно почнаа да комуницираат, создадоа За жал, кај нас своји се групи. така некако има краток век, се некако неславно завршува и според вашите објави кои често јас ги читам по социјалните мрежи, вие навистина и јавно го споделувате вашето незадоволство колку во системот сте вметнати како фела, дека ве третираат како маргинализирана група на соработници, на здравствени соработници, кои некако така, само се дел од нештото, но никаде не е потенцирана, нити искористена вашето знаење.
Да, не има многу, ама не користат. А ние се нудиме. Се нудиме затоа што многу мои колешки и покрај тоа што ете таква е ситуацијата, се доедуцирале за многу други специфични области во психологијата. Знаат да работат. И сами сето тоа на ваш трошок, на ваша иницијатива. Да, особено после пандемијата ми се чини дека не само Македонија и светот има поголема потреба од психолози и психотерапевти, особено за помладата генерација, каде што добивме навистина некои нови ситуации психолошки, за нас до тој момент непознати. Па да, и Црвен крст, нели, Светскиот Црвен крст и Светската здравствена организација, главни топик, нели, на работа сега е менталното здравје на населението, затоа што навистина после пандемијата тоа стана многу жешко прашање. Многу кревко стана менталното здравје. Ајде да се фокусираме на онколошките пациенти. Не. Се разбира, не е едноставно сето ова да бидеме во комуникација и да ја пружаме нашата стручна подршка на пациент кој се бори за живот и знае какви се неговите резултати. Можеме ли на секој еден пациент да му помогнеме? Можеме ли да му помогнеме и на некој кој што не е подготвен да ја прими нашата подршка? Знаете како, за некој е доволно да бидеме тука и да му покажеме дека ни е битно, како му е, Ништо поминува, да раскаже. Од што се плаши, бидејќи стравот е најголемиот непријател на човекот. Да ги сподели емоциите, преживувањата, дека да знае дека има место каде што може да дојде и да си поседи, да се отвори, дека некому му е битно како му е него. И од тоа е првиот чекор понатака. Значи, не мора на секого да му треба психотерапевски приод, не мора. Оваа поддршка која даваме е психолошка поддршка, кога им даваме психоедукација, како они сами себе да се грижат, како семејството меѓу себе да се грижи, меѓу себе членовите како да се поддржуваат. Колку семејството ја користи од вас таа психолошка поддршка која вие безрезервно ја давате? Некогаш семејствата им е најлесно да се оградат и да се заштитат себе си, да се изолираат од дополнителен стрес, но некогаш вистина е важно семејството да знае ништо поминува нивниот близок. Па да, има семејства кои ова диагнозата карцином ја чуваат како семејна тајна. Не смее да се сподели со никој, никој не смее да знае. Да, ја мислам дека тоа се остатоци од нешто старо, нели, не дај Боже некој да е болен или нешто им фали ако се болни, мислам, ама многу брзо се менува. И помошта, прво затоа што сме малце луѓе, кои упорно и покрај волонтерството и покрај неотворените врати продолжуваме да го работиме истото. Значи, навистина огромен е бројот. Јас имав една презентација во Солун, имаше некој Research Committee, тоа е една светска организација која го правеше истражувањето. Значи, годишно од карцином кај нас се разболуваат 40 автобуси полни со луѓе. Еден автобус кој ќе има несреќа, ние прогласуваме ден на национална жалост. А годишно ние имаме, значи, 40 автобуси. А клиниката за онкологија е полна, сите амбуланти, сите други клиники, секаде каде што е. Значи, тоа е еден многу важен, како вие што рековте, дури не постои семејство во кое што барем некој роднина немал или пријателите се тука, значи сите ние знаеме некого и со некого сме биле блиски. Живееме со нечија судбина, да. Значи, тоа го има, многу е присутно во нашиот живот. И можам слободно да кажам дека државата недоволно или воопшто скоро не прави за грижа за пациентите со онколошки диагнози. Да, вие сте воедно и председател на комората на психолози последниве години. Колку сте во спрега едни со други и дали ваквите диагнози, да речеме, се трудите да ги помагате пациентите и семејствата и во сите делови на нашава земја? Да. Значи, ние комората на психолози, сите оние кои членуваат, нели, лиценцираните психолози, постојано комуницираме меѓу себе, они се знаат за проектите што ги правиме
имаме некои обуки, разговараме за тоа како да ги поддржуваме, си комуницираме, си даваме едни на други насоки, искуства споделувате. тестови, поддршки, ама морам да речем дека тоа е многу малце. Многу е незначително за бројот на пациенти. Ајде годишно да мислите, тоа е секоја година. И сите тие се лечат, и сите тие поминуваат, затоа што не е само диагнозата травма. Се травматизира пациентот, нели, кога ќе му ја кажа диагнозата, семејството секундарно травматизирано од диагнозата на нивниот близок, па и уште некои блиски луѓе наоколу. Па потоа треба да се помине низ еден процес на лечење кој сами по себе е долг и тежок и е одново травма. Да. Да, имаме и фотографии од онај Љубов сме групата која годинешниот 8 март ги посети пациентите на клиниката за онкологија, им направивте едни убави моменти, им покажавте дека не се сами во целата таа битка, дека сте тука да им бидете поддршка, и тоа е навистина многу убаво и го поздравувам и би сакала да не само на 8 март, туку секој ден тие го добиваат вниманието, неопходната поддршка, затоа што таа би можела многу нешта да промени, психолошката, особено стручна помош, доколку е дадена во вистинско време, кога на некому треба да му бидеме поддршка. Што се однесува до она ни што поминува еден пациент, веројатно секој еден кој што ја бие таа битка знае а знам дека ги има гледачи кои што често пати со нас тука споделуваат вакви слични искуства, и жалам и воедно и поддржувам секоја една јавно споделена приказна, можеби ќе има и подобар исход и подобар тек ако се сподели со луѓето. Колку, кажете ми, оној невиден досега скандал кој што минатата година се случи на онкологија, колку ги вознемири, колку ги исплаши пациентите, колку ги обесхрабри дека оној лек кој што тие го добиваат можеби ги уназади или ги оштети? Мислам, тоа беше страшно, нели? Да мислиш дека добиваш лек, а не добиваш, и така сето тоа што се случи, сето таа афера околу тоа. Мислам, неверојатно, нечовечки. Несфатливо. Да, ама оно што е најважно што се деси, зошто, да појдеме од тоа, зашто психолошката поддршка е битна? Нели? Обавезно секој што ќе се диагностицира мора да оди на доктор и да помине медицинско лечење. Значи, тоа е обврска. Ама психолошкиот дел е нешто што е многу важно во тој процес. Психолошката поддршка, односно тоа што реков преска, да знаеш дека некој е тука, дека некој те разбира, да ти помогне да си се видиш, да си се засакаш себе си, да си создадеш една внатрешна потреба, потпора во личноста, па овие сите заедно ќе те поддржат, нели, да створиш една мрежа. Тоа им се одзема на пациентите. Тоа е една зграда во која што они сите влегуваат со надеж. Да. Јас знам и професионалци кои доаѓаат пред зградата и не сакаат да влезат заради значењето што го има. Нели, болест и така. А тие луѓе доаѓаат постојано, влегуваат, излегуваат и знаете, таа е зграда на надеж. Не е зграда на болест. Сите тие што влегуваат, што доаѓаат, имаат надеж дека тоа што го добијат ќе им помогне. Дека тие луѓе што се таму, што работат, персоналот, кој да е, од оне што стои на врата, што љубезно им одговара, па до последниот таму директори, кои ли све се собрале, дека нив им е важно они да бидат здрави, дека они ќе направат се да ги излечат, дека они навистина она што е можно овдека, ќе го направат најдобро, дека ќе им одредат најдобра терапија, дека ќе им одредат која нив ќе им одговара за нивниот тек на болеста, специфични. Дека баш таа терапија ќе им даде шанса за еден нов живот. Докажано е до сега во истражувањата дека кога пациентот верува дека тоа е неговиот лек, тој лек го лечи. Значи, плацебо ефектот е 30% од лечењето. Го користите често пати плацебо ефектот? Па сите го користиме.
Ние кога нешто си веруваме, тоа ни иде, нели? Да. Ако верувам дека утре, секој утро пијам вода со лимон и дека тоа ќе ми Полезно направи е, да. многу убаво во организмот и ќе ми направи да ми биде убаво во организмот. Зашто и нашата вера, нели, нашето верување дека нештото ни помага, не активира, ги активира тие одбрамбени сили на ова. Ние уште не знаеме како е таа спрега, како нашите ментални процеси, како нашето верување, како нашите медитации, како нашите молитви или фантазии што си ги создаваме директно влијаат на физичкото здравје, ама е докажано дека е така. Точно. Негде некаде во тој работа на нервниот систем има нешто, како тоа се случува, уште нас долку не ни е јасно, ама фактите постојат дека тоа навистина работи. И па тоа се одзема од клиниката на луѓето. Им го одзема одеднаш сомнеш во нешто што треба да им биде најважно во животот. Да. Би говореле ние многу долго, за жал минутите некако ни се трошат. Би сакала само кратко на крај да ми кажете што би сакале, какви промени би сакале во поглед на вашата фела на психолозите, кои што, како реков, не се доволно признаени, ниту пак искористени во нашава земја, а ве има толку многу. Новава влада која чекаме да се формира. Што би сакале, какви промени да направи во поглед на искористеност и достоинствена работа на психолозите во нашава земја, кои што ги има, како што рековте, и со магистри, најмалку се магистри, сите се доквалификувани на личен трошок и сите вложуваат и непрестано се едуцираат. Да. И навистина тоа... А имаме потреба и во образованието, и во здравството, и на секој чекор имаме потреба. Јас сум 7 години председател на комората и сум многу горда на сите мои психолози, ја така си ги викам, затоа што навистина за овие 7 години ја видов луѓе, професионалци кои одговорно и волонтерски, без надокнада и без поштеда, да, се даваат себе си. Се даваат и работат она што сметаат дека треба да го направат. За владата, ако слуша некој, затоа што ние постојано зборуваме на телевизија, не знам дали некој не слуша или го зема тоа во обзир, ама би било добро, нели, да се направат промени и во Законот за здравствена заштита, каде што психолозите ќе станат стручни работници, затоа што тоа е вистина на клиниката за психијатрија, психолозите диагностицираат, даваат помош, работат самостојно, значи тоа е така, односно ќе ги признаеш дека тоа навистина добро го прават. Ќе се вклучат психолози на сите клиники, на гинекологија, торакална, на не само на онкологија, затоа што секаде е потребна психолошката помош. Секој пациент му е потребно некој. Они, например, имаат пресадување на срце, а немаат психолошка помош. Жално. Нема кој да работи со пациентите пред тоа, да ги спреми, па да биде со нив, затоа што мислам дека опоравувањето, нели, процесот на рехабилитација е многу сложен и комплексен. Е сложен и дека делот, кога психологот е присутен, ќе биде многу голема помош. Исто во образованието, исто во труд и социјала, значи тоа е, сега би требало да имаме уште 7-8 емисии поред, за да раскажеме. Ќе имаме. Многу ви благодарам што ова утро дојдовте. Голема поддршка до сите онколошки пациенти и семејства каде се борат со битката на некој нивни сакан.